Како пратеник во законодавниот дом, се трудам редовно и целосно да ви информирам за се она што е актуелно и што се случува во собранието, што е ново, како на пример нови предлог закони, нови законски решенија, јавни расправи, иницијативи и останато. Во тој смисол би сакала да ви известам за новите предлоги измени во Законот за субвенциониран студентски оброк, кој што ги опфаќа сите студенти кои што се редовни студенти во нашата држава и на приватните и на државните факултети и кој што закон по негово донесување од 15 септември ќе може секој од овие студенти да си го искористи своето право на редовен студентски субвенциониран оброк. Што значи тоа? Секој студент во нашата држава, редовен, независно дали на приватен или на државен факултет, ќе може да добие 120 денари за секој работен ден или околу 2600 денари месечно за поддршка во текот на своето студирање. Со тоа, студентите би добиле многу поголема помош и поддршка во своите студентски денови, а истовремено и се зајакнува студентскиот стандард. За студентите тоа значи директна помош, но истовремено значи и голема помош за нивните семејства, односно домаќинствата кои што бројат еден или повеќе студенти. Владата континуирано помага на студентите и на сите млади во нашата држава. Знаеме дека до пред 10 години имаше еден тренд на студирање надвор од нашата држава, односно излегување на студентите да студираат во другите европски држави, меѓутоа изминатите неколку години тој тренд се намалува. Сметам дека со создавање на поволни услови за студирање на нашите студенти, а тоа го правиме изминативе неколку години сите заеднички, значи владата се грижи апсолутно за студентите и тие се нејзин приоритет, со поволни услови за живот во студентските домови, реновирање на самите студентски домови, одлична храна во студентските домови, студентските мензи. Ова е еден многу голем чекор што се прави со ова законско решение за поголема помош и поддршка на студентите кои што се надеваме со обезбедување на вистински услови ќе продолжат понатаму да остануваат овде во нашата држава и понатаму со завршување на своите студии да излегуваат на пазарот на трудот. Тие вистински го заслужуваат тоа и секогаш се приоритет на оваа влада и сметам дека со создавање на вистински услови и заедничка грижа дека ќе останат во нашата држава. Владата ќе продолжи со помош и поддршка на студентите затоа што тие вистински го заслужуваат тоа. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.